гледате од евра дебел зид. Еленица Савело и минја се шепотат, ама законот за нив не важи, тие си работат. Петрокок се гори, профитот е сладок, а за нас останува само живот краток. Не се кризата статура, не биди херој на фейс, излези на улица, фати го овој рейсот. И кога ќе немаш див, парите не вредат, кога твоите дома во болица ќе те гледат. Не е ова игра, не е ова филм, сите сме жртви на овој токсичен дим. Струмица се гуши, а ти уште крутиш, додека дишеш отров на ково му се лутиш. Не барам милост, барам право на здив, излези на улица или нема да си жив. Воздух или смрт, изборот е твој. Добар ден, драги сограѓани. Добар ден, струмичани. Добродојдовте на овој мирен протест во заштита на јавното здравје на сите нас. Ве поздравувам од името на Здрава Котлиња и иницијативата Здрава Иднина, кои ни се иницијатори и организатори на овој мирен предупредувачки протест. Денес сме овде затоа што нашиот воздух е отровен. Затоа што Струмица во 2023 година беше 7-ми најзагаден град во Европа. И тоа не е погрешка, не е од незнаење, ами од намерно непостапување. Во овој град има индустријски капацитети од А и Б категорија. Мали и средни предпријатија кои секој ден испуштаат во атмосферата отровни гасови, тешки метали, честички и прашина, работат без соодветни филтри, без одговорност и без последици. И што е најважно, работат со типко одобрување на власта и надлежните. А зошто е тоа така? Затоа што тие компании донираат, лобираат, вршат притисоци и уценуваат, а нашите надлежни попуштаат и замижуваат. Затоа што нашите надлежни немаат храброст да ги спроведат законите како што треба. И што е тоа, ако не учество во извршување на еден геноцид? Нели е тоа убиство со умисла? Нели се тоа убици на сопствениот народ за пусти пари? Епа, доста е. Време да одлучиме. Или тие, или ние. Воздух или смрт. Па што ќе одбереме, струмичани? Воздух или смрт? Воздух! Воздух ќе одбереме! Се собравме тука на овој мирен протест, гласно да го изразиме нашиот гнев и револт од неажурноста на надлежните, од малодушноста на оние кои ние ги биравме да створат подобри услови за живот, да може сите да ги уживаме благодетите на оваа наша котлина, а не само избраните. Тука сме да им порачаме на надлежните дека локалната заштита на животната средина не почнува утре. Таа требаше да почне многу одамна, пред да почнат да се разболуваат од загадениот воздух нашите деца, родители, браќа и сестри. Тука сме за да ги прашаме јавно надлежните. Зошто нема засилена контрола над индустријските капацитети кои согоруваат цврсто гориво како пепел кокс, кој е отпад од нафтените деривати? Да, драги мои, ако мислевте и се сомневавте дека во Струмица се гори отпад, вистина е, петрол коксот е отпад. Кога последен пат влегол некој од инспекторите да провери што точно таму се гори? Мерел ли некој некога што точно се испушта во воздухот од таквите печки? Каде се резултатите од таквите мерења? И зошто побогу не се затворат таквите компании кои не ги исполнуваат и ги кршат правилата? Затоа што тие донираат, лобираат, вршат притисоци и уценуваат. Загадувањето на воздухот, водата и почвата не е несреќа.
Тоа е бизнис одлука. Епа, драги несовестни тровачи, овој град не ви припаѓа вам, на компаниите, ниту на донаторите, лобистите, уценувачите. Овој град им припаѓа на луѓето кои што живеат тука, работат и дишат. А дишењето не е луксус кој ние мора крваво да го платиме. Тоа е наше основно човеково право. И затоа, со сите сили ќе се бориме да се врати чистиот воздух, да живееме во здрава, чиста околина, без канцероген воздух, отровна вода и почва. Чиј е овој град? Наш! Што бараме? Чист воздух! Кога? Сега! Што избравме струмичани? Смрт или воздух? Воздух! 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 Како прв говорник го повикувам нашиот млад сограѓанин Ѓорги Рутев. Пред се ве замолувам сите да вдишаме длабоко и да ја почувствуваме смрдејата. Здраво на сите, јас сум Ѓорги Рутев, средношколец. Денес не сум тука одинаед. Тука сум затоа што одбивам да молчам, додека мојот град се гуши во валкан воздух. Ние секој ден не дишаме воздух, дишаме канцер. Живееме во град со една од најниските плати во Европа, а ја плаќаме на искапата цена, со здравието. Нашите бели дробови се полнат со честички, токсини и ѓубре, додека некој профитира, а некој друг си ги мие рацете. Струмица со децении ја викаме зелен град, а денес дишеме воздух што пече очи, што ги тера децата да кашляат, а старите да не излегуваат од дома. Утрото кога над струмичкото поле се спушта магла, тоа не е магла, туку смог, мирисот на изгорено навечер. Отпад што гори таму каде што не смее да гори. Во овој град има фабрики, возила, несовесни граѓани и катастрофални урбанистички политики што директно ни го уништуваат воздухот. Постои сериозен проблем и сомнеш дека одредени фабрики горат отпад, наводно, ама мирисот не е наводен. Чабот не е наводен и болестите не се наводни. Ние одиме на училиште, на работа, излегуваме да прошетаме и се труеме, без предупредување, без заштита, без одговорност и прашуваме гласно, затоа што предолго молчевме. Каде се инспекциите? Каде се контролите? Каде се казните? Зошто загадувачите добиваат разбирање, а граѓаните совет да седат дома? Овој град не е депонија. Ова е долина, не е оџак. Нашите бели дробови не се филтри за туѓ профит. Ние не сме против развој, но нема развој без здравје. Нема економија ако ја плаќаме со астма, хронични болести и прерани гробови. Огромен дел од населението веќе страда поради заболедениот воздух. Може би нашите родители, нашите баби, дедовци, а некој ден и ние. Сите седиме и гледаме. Поправаме, ајде уште 10 фабрики во центар, па да не мора да излегуваме за да се труеме. Овој протест не е против луѓе. Овој протест е против неодговорните функционери.
против системот што дозволува воздухот да стане тиво убиен. Бараме мерки, не изговори, контроли, не ветувања, закони што важат за сите, а не само за обичните граѓани. И да бидеме јасни, нема да замолчиме, затоа што молкот не да пречиства воздухот, гласот да. Затоа денес порачуваме јасно и гласно. Струмица нема да молчи, Струмица бара да дише. Сакаме да дишеме, сакаме да дишеме, сакаме да дишеме. Сакаме да дишеме, сакаме да дишеме, сакаме да дишеме. Бидејќи некои луѓе во јавноста не прашуваа многу пати и не повикуваа да ги кажеме кои се тие фирми кои се потенцијални загадувачи, ние во изминатите месеци поднесовме барање за информација од јавен карактер до општината и прашавме кои се тие во Струмица кои имаат дозволи од А категорија, а кои спаѓаат по Г1 тешка загадувачка индустрија. И според јавно достапните информации од веб страната на општина Струмица, тоа се Индустрија за градежни материјали, Еленица. Индустрија за неметали, Огражден. Универзал градба, градежни материјали. Сим инженеринг, индустрија за градежни материјали. Бул билдинг, одгледување и производство на канабис. Стоп за индустријски профитери. Стоп за фабрики без филтри. Стоп за петрол кокс. Стоп за палење кабли. Стоп за сите трујачи на деца. Сакаме да дишеме. 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 Сега го повикувам вториот говорник, Мери Костуранова. Почитувани сограѓани, се радувам што ве гледам во овој голем, не е мал број. Се надевам дека следниот протест ќе не има уште повеќе. Најтажниот дел од зимите во Струмица не е студот, не се ни празните улици, не е ни раното стемнување, туку фактот дека секоја зима ние живееме со едно тегобно чувство на постојана закан, како нешто невидливо и постојано да не напаѓа. Во Струмица веќе никој не се прашува какво е времето, туку најчесто се прашуваме дали денеска ќе можеме да дишеме. И тоа прашање кое се го повторуваме секое утро, полека ја менува нашата свест. Нашиот живот веќе не е простор за носење одлуки по слободен избор. Нашиот живот е постојана калкулација за преживување. Не излегуваме да пешачиме затоа што е загадено. Не ги пуштаме децата да играат надвор затоа што е загадено. Не ги проветруваме нашите куќи и станови, погодувате зошто? Затоа што е загадено. Но и покрај ваквата сурова реалност, во струмичките носечки институции владее молк. Нема маски, нема апели за носење маски на отворено,
Немаме јасни предупредувања да не излегуваме надвор. Немаме лекарски извештаи за тоа какво е влијанието на загадениот воздух на здравјето врз нашите деца. Нема никаква загриженост или чувство на итност што би одговарало на реалната состојба во која живееме. А тоа е состојба на живот или смрт. Нема друг збор што ќе го разубави ова. Немаме секојдневни и транспарентни извештаи што кажуваат што конкретно е преземено, што успеало, што не успеало и дали има одговорни за тоа. Нема мерки што ќе ни покажат дека некој ја сваќа тежината на оваа ситуација. Нема долгорочни планови што би ни дале барем мала илузија дека загадениот воздух не е наша судбина, не ни паднало од горе. Тоа е проблем што може да се реши. Имам чувство како да живееме во систем што одбива да го именува проблемот со вистинското име, затоа што тоа ќе значи дека мора да преземаме некакви действија. А преземањето дејства значи да се влезе во конфликт со бизнисите, да се донесат тешки и непопуларни одлуки и да се преземе вистинска одговорност за промена. И затоа полесно е опасноста да се остави да ни го труе воздухот, отколку јавно да се признае дека имаме сериозен проблем. Оваа тишина на нашите институции не е случајна. Оваа тишина се вика политика. Оваа тишина со име политика значи политика на одложување, политика на купување време, политика на чекање да помине уште една сезона, уште една зима, уште едно лето и потоа уште една зима и уште едно лето и така до безкрај. А додека чекаме, нашите тела и нашето здравје ја плаќаат цената за тоа. Кога државата не реагира како во вонредна состојба во која ние реално живееме, таа всушност ни порачува дека нашите животи за нив се прифатлив ризик, а нашето здравје е колатерална штета. Ако сме искрени во исто време, мораме да одвоиме моменти да се погледнеме и самите ние. Да си признаеме дека удобноста на нашата тишина е форма на соучесниство. Дека неизлегувањето на протест не е став, туку е кукавичлук. Дека секој е поразително, а што ќе сменам јас? Само ја затврстува реалноста во која живееме. Драги сограѓани, безпомошниот човек е безпомошен само додека верува дека е безпомошен. Само додека прифаќаме дека работите не зависат од нас. Само додека чекаме некој друг да ја преземе одговорноста наместо нас. Во моментот кога ќе решиме дека решението е во нас самите, во нашиот став, во нашето присуство овде, во нашиот глас, тогаш, драги мои, безпомошноста се распаѓа како кула од карти. Моќта не доаѓа од функција, не доаѓа ниту од дозвола, ниту од нечие одобрување, дали да излеземе или да не излеземе на протест. Моќта почнува со една лична и една внатрешна одлука. Во тој момент човекот не станува херој, туку станува човек кој не дозволува да биде поразен од неправдата. Кога ќе се собереме илјадници такви луѓе, кои поединечно донеле таква цврста одлука, дека нема да молчат, дека нема да се повлекуваат, дека нема да се помируваат, дури тогаш се случуваат најголемите тектонски поместувања. Не затоа што сите исто мислиме,
туку затоа што сите одбиваме да живееме во лага. Ако погледнеме во минатото, во историјата, ќе заклучиме дека историјата никогаш не ја менувале мокните, туку оние што одбиле да се чувствуваат немокни. Оние што сватиле дека нивното присуство значи притисок, нивниот глас значи одговорност, а нивната бројност значи промена. Затоа ова моето денеска не е повик за храброст како нешто ретко и недостижно. Ова е потсетување дека храброста е лична одлука. Доволно е некој да застане и да ја каже вестината, како што денеска ние правиме. Доволно е некој да каже доста е луѓе, доста е. Доволно е луѓето од балконите да слегнат и да се приклучат на протестот. И потоа, веќе никогаш нема да сме сами. Затоа изборот не е тежок. Или ќе продолжиме да се прилагодуваме на животот со отров, или ќе одлучиме свесно дека нема да дозволиме нашиот живот и животот на нашите деца да биде колатерална штета. И јас го бирам второто. Благодарам. Сакаме да дишеме, 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 сакаме да дишеме. Во нашата општина има индустријски капацитети кои имаат интегрирана Б дозвола за работа, кои исто така енормно загадуваат, а тоа се бетон, бетонска база и сепарација, кланицата со ладилник, грозд, струмица, производство на безалкохолни и алкохолни пијалоци, Алмакс, рафинерија за масло или сега поновото Острог Луна, Бони Интерградба, бетонска база, Огражден Микромикс, мелење и сеење на минерали, неметали огражден сепарација и дробење на минерали, Агропроизвод, сепарација и дробење, Портланд, бетонска база и сепарација, Киподоел, бетонска база и сепарација, Силотер, мелење и сеење на минерали. Сите овие инсталации го загадуваат воздухот, водата и почвата во струмичката котлина. Големиот смок ни го цеди животот. Чистиот воздух не е луксус, туку основно право. Дивите депонии се наши убици. Затворете ги. Сакаме да дишеме! 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 Нашиот трет говорник е доктор Борка Грчарова. Она трябва да говори са, извинете, моля. Сега, јас. Почитувани собрањани, денес не сме собрани за политика. Не сме дојдени нито по пари, нито по моќ, нито по слава. Собрани сме овде да бараме ни повеќе, ни помалку, туку само едно – чист воздух, за да можеме да дишеме, за да можеме да живееме, да не страдаме,
да не го ледуваме и да не се гушиме. Наместо град на сивило, магла и чад, сакаме град на живот. Еден месец градот беше украсен со новогодишни украси и сијалички, но плоштадот беше празен, улиците беа празни. Не затоа што беше ладно, не затоа што беше студено, туку затоа што надвор маглата и чадот царува. Изостана магијата на новогодишната ноќ, на големите празници, радоста и джагорот и детската смеја. Останаа сијаличките, немо да шепотат за едно убаво, прекрасно време, за еден весел град. Нема твои, мои, нема функции, нема партии тука. Во градот сите ист воздух дишеме. Не се потребни ни мерни станици, ни интернет апликации, некакви за загаденоста на воздухот, за да знаеме и да се информираме. Секој од нас, и младо и старо, чувствува глад за воздух. Од бронхити до кардиоваскуларни болести, до цереброваскуларни инсулти, несоници, гушења, па до најтешките заболувања, тоа е данокот што го плаќаме поради нечистиот воздух. Пред околу 3 години, една пациентка ми објаснува: докторке, од пациентите на онкологија во собата каде што примавме терапија, од 20 пациенти, 14 беа од Струмица. Тоа е вистина. За жал таа денес не е меѓу нас, меѓутоа овде незините зборови еве се шират и таа некаде слуша одгоре. Не сме осудени смогот да не гуши, а молкот да не довршува. Има решение. Децата, најмладите, овој град имаат право на живот. Овој народ има правот на иднина. Струмица треба да живее. Сите треба да бидеме обединети. Денес зборуваме гласно. Само заради тоа што тишината и молкот беа причина за тоа што сме каде што сме. Заглавени во чад, во загаден, зачаден и бетониран град. Почитувани, дали тоа ќе биде град на чист воздух, дали тоа ќе биде здрава котлина или мртва котлина, ние треба да избираме, не тие. Тоа е наше основно човечко право. Додека некој брои пари, ние овде за основни човечки права се бориме. Право за живот. Почитувани сограѓани, секојдневно јас се соочувам со една тешка судбина на нашите сограѓани. Верувајте, бројот на малигните оболувања царува во нашата котлина. Да не дозволиме оваа да биде котлина на сивило и смрт. Секој ден, секој час, секој од нас го осеќа таа немоќ, може би во овие времења. Меѓутоа, ако бидеме обединети, ние и текако сме моќни. Можеме да се избориме за чист воздух. Тоа е основно право. Тоа е право за живот. Затоа ќе бидем кратка. Ви благодарам на сите за вашето присуство овде. Ви благодарам на сите освестени луѓе што дојдовте овде за да дадете подршка. Не на здрава котлина, туку да се поддржаме сите заедно и да одеме напред по подобра иднина. Да
кажеме на сите, на цел свет, дека постоиме и дека сме живи и дека можеме да одиме напред и да се бориме за се што е потребно. Ви благодарам уште еднаш. Сакаме да дишеме, сакаме да дишеме, сакаме да дишеме чист воздух, 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 сакаме да дишеме чист воздух. Пред Нова година побаравме од општина Струмица информација од јавен карактер кои се однесува на работата на инспекцијските служби и инспекцијските надзори извршени над индустријски капацитети за период од 2 години и ги добивме следните податоци. Општинскиот инспекторат за животна средина на општина Струмица за период од 1.1.24 до 19.12.25 година над индустријски капацитети кои имаат дозвола за работа од Б категорија извршил 10 редовни надзори, од кои кај 9 субјекти биле констатирани неправилности во работењето и биле издадени решенија за отстранување на истите. Значи, од 10 редовни кај 9 има неправилности. Во истиот период извршил и 6 вонредни надзори, од кои кај 3 правни субјекти биле констатирани неправилности и издадени решенија за отстранување на истите, а кај еден правен субјект била покрената прекршочна постапка пред Основен суд во Струмица. Значи, овде нешто многу смрди. Ако од 6 имаш 3 со неправилности и една со прекршочна пријава, тогаш зашто зборуваме? Она што е загрижувачко, дека кој овие наши барања е што општината ги усвоија, но не ни дадоа копија од извршените надзори така како што баравме. Предпоставуваме се со цел да се заштити идентитетот на тие правни субјекти кај кои се откриени неправилности, каква и колкава е штетата која е направена од нивното несовесно работење врз животната средина. За жал, тоа е. Функциите постојат, функционерите се кријат. Бараме мерки, не изговори. Воздухот е отровен, институциите молчат. Сакаме да дишеме чист воздух! 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 А сега Нина Цикарска има нешто да ни каже. Драги сограѓани, би ви рекла добар ден, но кога воздухот не убива, денот не може да биде добар. Ова што го живееме одамна не е живот, ова е преживување. Денес не стојам овде како активист, стојам како граѓанин, како човек што имал можност да живее, студира и работи во други европски земји и да ја согледа разликата. И пред се, стојам овде како мајка. Ќе ви признам нешто што ретко го изговарам на глас. Низ животот, кога и да ме прашал некој од каде си, јас паузирам. Никогаш не сум можела гордо да одговорам на ова прашање. Секогаш помислувам на тоа што ќе видат ако дојдат. Општество што оди наназад, воздух што не се дише, диви депонии и град во кој веќе нема живот. Се срамам
но не од мојот роден град. Туку тоа што со децении дозволувавме да ни го уништуваат. Но денес не зборувам за себе. Зборувам за моето дете, за нашите деца што растат затворени дома, за луѓето што животот го поминуваат по болници, за нашите родители кои граделе цел живот во овој град, а денес плаќаат со здравието. Во котлина со толку климатски поволности да се има само 50 чисти денови годишно е апсурд. Во 2025 година не знам дали имавме толку. Ова не е нормално. И ова не е нерешлив проблем. Ова е само уништување кое резултира од неодговорност, неинтелигенција, апатија и алчност. Ова е дефиниција за институционална негрижа и неспособност. Ова е систем што со децении работи против сопствените граѓани и ние денес сме овде, но не бараме чуда, бараме основи. А тие основи се јасни. Ако нема филтри, нека нема работа. Ако загадуваш, плаќаш. Крај на дивите депонии, крај на загрувањето гуми, кабли и што ли друго не, крај на отровите што влегуваат во белите гробови. А во меѓувреме, почеток на едукација, затоа што незнаењето е прв учесник во загадувањето. Здрава животна средина значи здрави луѓе. Здрави луѓе значат здрава економија, намалени трошоци за здравство и град во кој луѓето ќе сакаат да останат, не да бегат. Денес јасно им порачуваме на институциите. Доста беше празни ветувања, време е за работа, време е за контроли, казни и превенција. Не да се поставува години после штетата, туку пред неа. Воздухот не лаже, болниците не лажат и ние граѓаните веќе нема да молчиме. Народот веќе не спие, има високи очекувања од вас. За сите вие што сте тука денес, ви се заблагодарувам. Ми ја враќате вербата што одамна ја имам изгубено во нашиот народ. Се надевам дека еден ден со гордост ќе можам да кажам од каде потекнувам, а на моето дете дома да му кажам овде, кога немаше живот, луѓето не молча, стана и направија промена. Нашата Струмица заслужува подобро, нашите деца заслужуваат чист воздух, а ние достоинствен живот. Ви благодарам. Скок на петна страна, мислам, она која е најинтересна, затоа што се работи за сите оние фирмички кои работат со елаборати и немаат дозвола од А и Б интегрирана категорија. Значи, во Струмица, не знам колку има, многу. Сега, тие фирми кои работат со елаборат, значително го загадуваат воздухот, почвата и водата. Скоро сите тие имаат котли за горење и ние секојдневно ги гледаме како нивните оџаци испуштаат црнчат во воздухот. Многу од тие фирми работат во секторот за преработка на дрво, складирање, транспорт и преработка на отпад, преработка на зеленчук, производство на леп и бели пецива, млеко и млечни производи, производство на врати, прозорци, отпадна електронска и електрична опрема, преработка на масла, поправка на возила, мотоцикли, шивални и други услужни дејности. За некои од нив и нивното загадување на воздухот по социјалните мрежи во последните денови
Знаете сите дека кружија видеоснимки. Па се јавуваа газдите на луѓе по телефон со барање да сме ги тргнале снимките. Па ни се заликануваа со тужби, бараа од нас да им се извиниме и така натаму, и така им натаму. Да им се извиниме што сме ги објавиле како нивните оџаци испуштаат црн канцероген шат. Не, такво нешто нема да се случи. Напротив, ниту ќе им се извиниме, ниту ќе подклекнеме на заканите. Кој сака да биде газда, индустријалец, нека работи така што ќе го заштити населението и животната средина од отровни честички, гасови, прашина, нема да го загадува воздухот, водата и почвата. А ако не, може слободно да се дислоцира надвор од градското подрачје. Што се однесува до нас, може и да затвори. Така ќе биде најдобро. Струмица се гуши поради неколку души. Дишеме казна, а не воздух. Смогот не е магла, туку отров. Ова е аларм, не политиканство. Сакаме да дишеме чист воздух. 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 Чист воздух! Така е, сакаме чист воздух. Како петти говорник ја поканувам доктор Виолета Маџункова да повели на оваа наша импровизирана бина. Почитувани сограѓани, сакам да ви се поклонам на сите присутни на овој протест, бидејќи вашето присуство кажува дека сте личности со одговорност кон вашето здравје, здравјето на вашите деца, родители, одговорни кон заедницата, природата, животот, информирани, слободни граѓани, достојни за почит. Ќе се обратам како доктор и верник. Она која Бог го дал, само Бог може да го земе. А Бог ни дарил живот, воздух, вода. Со која храброст, со кој неум, со која моќ се посегнува по Божието, по водата, по воздухот. Со години, со секој земен здив за живот, дишејќи отрови, полека ден за ден умираме тивко. Не по наша вина, не по наша волја, не по Божја волја. Толку безобзирно, безобразно, арогантно, без страх Божји се труе народот, се труе децата. А тие кои се надлежни по институциите не действуваат, подржуваат, учествуваат во геноцид, а перија прст во домаќинствата, автомобилите, земјоделците. Порачувајќи, виновни сте вие, молчете. Не молчиме. Стига е. Ја подценувате интелигенцијата на народот, а тоа се плаќа најнакрај пред Бог. Со години сме труени. Една здрава, гасифицирана подлина, со раскошно земјоделие и трговија се претвори во Струмица Аушвиц.
гасна комора, стаклена градина, со енорна загаденост со години. Како загадуваат домакинствата во март, април, мај, како загадуваат во јуни, јули, август, септември, октомври. Од 365 дена, само 60 дена дишеме чист воздух. Зошто не одговорија надлежните на нито едно прашање и барање од Здрава Коркина, па со инспекцијски надзор, документација, да докажат дека нема други загадувачи? Граѓаните чекаа одговори. Дали индустријските објекти имаат филтри? Дали филтрите се сервисираат? Дали загадуваат и колку? Дали се горат кабли и каде за бизнисот со бакар тежок 17 милиони евра? Каде завршува увезениот отпад? Дали се гори? Зошто нема надзор на депониите? Дали се користи петролкокс? Молк! И во рамките на вашите надлежности надлежни бевте нефункционални, последствено поддржувачи и учесници, имам треба, во геноцид. Никогаш немавте доволно кадар, немавте дозвола за упат, за истражување и отчетување пред граѓаните. Никаква почит кон граѓаните. Никаква. До толку што ги натеравте на улица да протестираат, за да си го заштитат правото на здрава животна средина, уставно загарантирана. Почитувани сограѓани, оваа долгогодишно, целогодишно труење е подмолно. Се навикнуваме полека на мирисот на чад, прегорен зејтин, пластика. Навикнуваме на подкашнување, печење во грло, стегање во градите, немање здив, немање енергија. Но тоа полека убива. Затоа носете маски кога е црвена и виолетова фаза, а тие фази траат со недели и месеци. Излегувајте по потреба, не регулирајте со еден збор карантин. И во овој дел подваливте надлежни. Немавте стратегија за заштита на населението во услови на криза. Барем со едукацији преку медиумите да го едуциравте населението. Затоа морталитетот расте, а наталитетот опаѓа и нацијата се губи, бидејќи PM2,5 честиците го атакуваат белодробието и предизвикуваат астма, бронхитиси и одат преку алвеоларната бариера во крвотокот и прават канцери, срцеви, мозочни удари, аутизам, деменција, Паркинсон, Алцхаймер, спонтани абортуси, стерилитет, да набројувам. Така се убива нацијата. И на крајот, народот оставен на цедило, на Бог се надева, оти Бог ги штити праведните. Без вера и страх Божи ништо немате, а некои нешта вредат повеќе од пари и позиции. И често се прашувам, па зарем вие не дишете? Ви благодарам. Сакате да дишете? Сакаме да дишеме чист воздух! Да продолжиме со разоткривање на работата на нашите инспектори по животна средина.
За истиот период 24-25 година од страна на инспекторите били извршени инспекцијски надзори над индустријски капацитети кои се занимаваат со складирање, третман и преработка на отпад. И тоа, внимавајте, еден редовен инспекцијски надзор кај кој е констатирана неправилност, 5 вонерни, од кои кај 20 субјекти е констатирана неправилност и се издадени решенија за отстранување на истата. Значи, се на се, од 6 надзори, кај 3 субјекти има неправилности. За истиот период од 2 години, кај дрвно-преработвачката индустрија се извршени вкупно 4 редовни надзори, од кои кај 2 правни субјекти се откриени неправилности, додека од вкупно 14 вонредни надзори, кај 11 субјекти се откриени неправилности, а за 2 субјекта се поднесени прекршочни пријави до Основен суд Струмица. Значи, нашиве газди и компании работат со неправилности до тој степен за да стигнат со прекршочни пријави. Штета што законот не дозволува повеќе, инаку ќе беа со кривични пријави. Па се прашуваме, ако во Струмица има околу 1471 регистрирана фирма според пописот од 2020 година, колку фирми останале без инспекцијски надзор и зошто? Сакаме да дишеме чист воздух! Сакаме да дишеме! Сакаме да дишеме чист воздух! 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 Чист воздух! Имам уште еден говорник кој сака нешто да ви каже. Повели, Дарко. Во секој од нас лежи одговорност, бидејќи ако оставаме на институциите и на одговорните, видовме до каде стигнавме. Јас како млад човек сум среќен што без разлика колку ни има, прво и основно треба да истраеме и да ставаме акцент на екологијата. Приоритет на секој од нас треба да биде воздухот, после другите работи. Една работа треба да сватат. Не смее само законот да стое на лист, туку треба да почнат да го во практика прават тоа. Секој од нас сака да дише чист воздух. Ние, младите генерации, треба да се погрижиме и за другите идни генерации кои што идат после нас. Имам само уште нешто да ви кажам. Тоа е следното. Значи, без нас може да преживее земјата, ќе се обноват ресурсите, но ние без нив, ако постојано труеме земјата, воздухот, водата, сите тие неопходни работи кои што се битни за секој од нас како човеци, зошто да бидеме затворени и да чекаме чист воздух? На нас ни треба веќе решенија и сакаме дела. Природата на нас нима возможено многу благодети. Крајно време е ние да се погрижиме за природата, за да може истата да ни врати. Ако ние не се потрудеме, верувајте, таа сама може и без нас, но ние без неа не. Така да сите заедно почесто да правиме вакви настани, се со цел да укажеме дека во народот е мојта, не е во било кој. Ви благодарам.
Драги сограѓани, се зорувавме денес овде да побараме од градоначалникот да ги искористи сите расположливи средства кои му стојат на располагање за да го подобри амбиенталниот воздух во Струмица. И не само воздухот, ами и водата. Струмичани веќе подолго време не знаат со сигурност каква вода пијат. Овде сме да им ставиме до знаење на инспекцијските служби дека повеќе нема да трпиме и чекаме ситуацијата да се подобри сама од себе. Додека младите ни се иселуваат, а ние донираме пари за болни дечиња и мајките ни се завиваат во црно. Затоа бараме набавка на 6 нови индикаторски мерни станици, набавка на 6 рачни мерачи за воздух за инспекторите, набавка на дрон специализиран за мерење на воздух, вработување на 5 инспектори за животна средина, техничка и теренска ревизија на сите издадени А и Б дозволи, како и сите постоечки елаборати за заштита на животна средина, зголемен буџет за заштита на животна средина, обезбедување на материјални средства за 100 проби во акредитирана лабораторија, поставување на камери на дивите депонии, јавно објавување на отчет за работата на инспекторите во општината, детално за работата на секој инспектор, извршени неделни контроли, утврдени неправилности, казнети физички и правни лица поради загадување. И на крај, нема филтер, нема бизнис. Посебно бараме од струмичките парламентарци Ели Панова, Жан Дервошанов, Петар Марков, Мито Антонов, Миле Цеков, Јована Тренчевска, Боре Цветков. Итна измена на Законот за индустријски емисии со бришење на деловите каде се дозволува деловна тајна за процесите на емисија, законска можност за загадување повеќе од дозволеното, како и вметнување на обврската за сите А и Б дозволи за воспоставување автоматски континуиран мониторинг со постојана видливост на резултатите на генералната јавност. Ако овие наши барања не се исполнат во најскоро можен рок, ние, граѓаните, ќе продолжиме со протести и блокади се до остварување на нашите барања. Струмица има право да дише. Сакаме чист воздух, а не смрт. Воздух или смрт? Воздух или смрт? Воздух или смрт? Ви благодарам. Ја, слушај. Ова не е магла, брат. Ова е пресуда. Струмица 2026. Здрава котлина или мртва долина. Се будам са бајле, градот сивко бетон, во грлото песок, во градите жетон, плаќаме цена за тугиот профит и ќар, додека мафијата гори кабли за бакар. Каат баба гори дрва, не лажете в очи, индустријата чади додека градот се кочи. Два по полнок црно облак се дига над нас, инспекторот спие, глув за нашиот клас, немаме воздух, дишеме ПМ честички, белите дробови полни со токсични грешки и 7 цигари дневно пуши и твоето дете, ало совеста кај вие, кај ќе се криете? Од куклиш до дабиле, смрдеа се шири, а вие бројте пари, дур народот мижи. Струмица се гуши, а ти уште ќутиш, додека дишеш отров на кого му се лутиш. Не барам милост, барам право на стив, излези на улица или нема да си жив. Воздух или смрт е, изборот е твој, сите на улица, сите во бој. Стратегии и лажни мерки, доста со тие канцелариски древки.
Тие зидате од евра